книга Мојсеева, 20 глава, 13 стих. Тој е дел од така наречените 10 заповеди и гласи вака. Значи, втора глава Мојсеева, 20, втора книга Мојсеева, 20 глава, 13 стих. Не ќе убиваш. Браќи и сестри, оваа заповед со векови била извор на препирки и недоразбирања. Ние денеска нема да ги објаснуваме тие препирки и недоразбирања и спротивставени мислења. Ќе зборуваме за тоа што го кажува само Божиот збор. Заповедта е 6 поред и вели не ќе убиваш. Ова конечна Божја заповед е заповед за светоста и цената на човечкиот живот. Животот е проблем. Проблем е затоа што луѓето не знаат како да живеат и да го ценат својот живот. Луѓето не знаат од каде им е животот. Библијата јасно ни кажува дека нашиот живот има извор во Бога. Отвориме нашите Библии да прочитаме што пише во книгата на пророкот Еремија, 27 глава, 5 стих. Вели вака: Јас со својата сесилна сила и со испружена рака ги создадов земјата, луѓето и животните на земјата. И јас му го давам тоа кому што сакам. Книга на пророк Еремија, 27 глава, 5 стих. Знаете дека на земјата живеат луѓе верници и луѓе атеисти кои што не веруваат во Бога. Тие што не веруваат во Бога, веруваат во Дарвин, дека луѓето настанале од мајмуните. Така да не веруваат дека животот потекнува од Бога. Денеска нема да расправаме за тие проблеми, туку ќе погледнеме што Бог вели за потеклото на човечкиот живот. Првата книга Мојсеева, 2 глава, 7 стих. Вели вака: Господ Бог го обликува човекот од земниот прав и му дувна здив на живот во носалките. Така човекот стана жива душа. Значи, троединиот Бог го создаде човекот. Човекот има и небесно и земно потекло. Тој сака да живее на земјата, бидејќи е створен од земја, а сака и да оде на небо, затоа што духот и душата му се дадени од небото. Псалмистот и цар Давид во Псалм 8.4 вели вака: Што е човекот за да си спомнуваш за него? Сите ние кои редовно читаме Библијата знаеме дека човекот е тројство: дух, душа и тело. И е створен по Божиот образ. Па иако го изгубил Божиот образ поради гревот, Бог не го отворил делото на своите раце. Бог не се откажал од Адама кога Адам сгреши во Еденската градина. Човек сгреши, човек требаше да умре. Бог го испраќа Исус Христос да му го врати на човекот првобитното обличие. Значи Бог не го дал животот и тој има право и да го земе. Само тој. Бидејќи тој го дава, тој зема. Но човекот не може да го има тоа право. Затоа Бог после човечкото паѓање во грев на планината Синај даде една заповед, вели не убивај. Проповедта ја поделив на 4 прашања со по неколку подпрашања, а сега што треба да направиме прво е да одговориме на првото прашање кое се поставува од оние кои ја слушаат оваа проповед, а тоа е: што оваа заповед не забранува? Знам и сум сигурен дека многумина од вас нема да се согласат со мене со ова што сега ќе го кажам,
Но јас не се потпирам на чувствата и на мислењето на луѓето, туку се базирам само на тоа што го кажува Божјото Слово. Да видиме што вели Библијата. Убивање на животни. Оваа заповед не забранува убивање на животни. Зошто го спомнувам ова? Затоа што има многу луѓе кои погрешно разбрале оваа заповед и не сакаат да колат животни. Проблемот на овие луѓе е тој што тие не ја читаат Библијата. Дали овде Бог забранува убивање на животни за корисни цели? Кога би било така, Бог би работел самиот против себе си. Зошто и каде? Кога Адам и Ева сгрешија, јадоа забранетото овошје во средината на градината Едемска, им се отвори очите и видоа дека се голи. Се сокрија, вели Словото, во грмушките, да Бог да не ги види. Кога го повика Бог Адаме, каде си? Еве сум Боже во градината, во грмушките. Зошто си тамо? Вели, јас сум гол. Да не јадеш ли од забранетото овошје? Ева, жената што ми ја даде, ти таа ми даде и јас гаснав. Тогаш Бог кога виде дека се голи, уби животни и направи престилки на нивните голи тела. Авел и Каин му принесувале жртви на Бог. Авел принесе од својата стока, закла јагне и го донел пред олтарот, и Бог таа жртва ја примил. Но е принесло жртва, Аврам за жртва принел овен. Веднаш после давањето на законот, Бог на израелскиот народ им дал скица, нацрт како да го направат шаторот за состаноците и во него да принесуваат животни за жртвување. Тоа жртвување траеше се до склучувањето на заветот со Ное. Бог исто така не забранува убивање на животни, стока, птици, риби за јадење. И самиот Исус јадеше од паскалното јагне. Тој јадеше и риба, дури и сам им приготвил риба за јадење на учениците. Животните се создадени да се колат и да се јадат, вели апостол Петар во неговото второ послание, 2 глава 12 стих, каде што пишува вака: а овие, како неразумни животни, кои се по природа определени да бидат ловени и истребувани. Што уште оваа заповед не забранува? Под Б, таа дозволува национална одбрана. Овде лежи од проблемите кои што многумина не го разбираат. Бог дозволува национална одбрана. Бог не е за војна, но дозволува војни. Бог не е само Бог на љубовта, тој е и праведен и верен Бог. Бог сака неговата правда да се исполнува и да се спроведува. Која би била целта на давањето на законот, ако не би постоеле казни за прекршителите на законот? Законот има сила само додека се извршува правда преку него. Бог ги створил народите, нациите, Бог својот план го остварувал и го остварува преку народите. Тој дозволува секоја нација да има собствена војска за одбрана. Кога еден народ ќе се крене против друг, Бог дозволува војна. Во книгата на пророк Еремија, 14 глава 17 стих се вели: или јас го истегнувам мечот против таа земја, велејќи: мечу помени низ таа земја, за да ги истребам во неа сите луѓе и добитокот. Во овој случај, во овој пример, Бог дозволува војна меѓу две племиња. Кога Аврам, според Библијата наречен татко на верата, слушнал дека неговиот внук Лот е заробен од содомските цареви, собрал војска да го ослободи. Прва книга Мојсеева, 14 глава 14 стих пишува: кога Аврам чу дека е заробен неговиот внук, ги собра своите момчиња родени во неговиот дом, 380 обучени мажи, ги вооружи и тргна во потера до Дон.
Но ова не е учење само на Стариот Завет, туку и на Новиот Завет. Апостолот Павле им пишува на верните христијани во Рим. Послание до римјаните, 1 глава, 13 глава од 1 до 3 стих. Секоја душа да им се покорува на предпоставените власти, зашто нема власт, а да не е од Бога. И колку и да се властите од Бога, се поставени. Затоа, оној кој се противи на власта, се противи на Божјата наредба. А кои и се противат, ќе ја примат својата осуда. Зашто владетелите не се страв за добро дело, туку за зло. Сакаш ли пак да не се боиш од власта, прави добро и ќе бидеш пофален од неа. Значи, треба да се слуша власта, да се прави добро. Тоа дете, кој што не научило да ги почитува од мало родителите, татка си и мајка си, нема да ја почитува ни власта. Да си послушен на власта, значи да си патриот, да ја сакаш и да ја браниш својата земја. Тоа значи да одиш во војска, да земеш пушка и да ја употребиш тогаш кога што треба за одбрана на земјата. Низ целата Библија читаме дека Бог некогаш му наредувал на некој народ да нападне друг народ, затоа што тој народ се бунтувал против Бога. Кога израелскиот народ влезе во ветената земја под водство на Исус Навин, израелците ги протераа сите народи од таа земја, бидејќи тие народи живееле во идолопоклонство и во грев. Исус Христос ја почитувал власта, иако таа власт не била добра. Таа власт дури и го расплал на крст. Но кога закониците се обиделе да го искушаат дали треба да се плаќа данок, Исус им вели: дајте им го на царот царевите, а на Бога Божјото. Јован Крстител им проповедаше на војниците и кога тие го прашале што треба да направат, дали тој им заповедил да ја напуштат војската? Не. Напротив, во Евангелие по Лука, 3 глава, 14 стих читаме: го прашаа и војниците, што да правиме ние? И им рече: не измачувајте никого и не клеветете и бидете задоволни со своите плати. Овој совет вреди и денеска. Постои една организација на Обединените нации која што прави и одржува ред и мир во светот. Бог воспоставил и дозволил да имаме војска, полиција, судство и така натака. Се разбира, од нив никој не треба да се плаши кој што прави добро и не го крши законот. Павле им пишува на верните во Рим, 13 глава, 4 стих: таа му служи на Бога за твое добро, но ако направи зло, бој се. И мисли на власта, зашто не носи напразно меч, таа е во служба на Бога, гневен одмазник за оној кој прави зло. Што уште дозволува оваа заповед? Смртна казна за оние кои што ја заслужуваат. Првиот човек кој се родил на земјата беше убиец. Јован вели за Каин. 1 Јованово, 3 глава, 12 стих. Некако што Каин беше од лукавиот и губи брата си. И зошто го уби? Зашто неговите дела беа зли, а на брата му беа праведни. Значи Каин беше од лукавиот, а лукавиот, царот на земјата, е сатаната. Сатаната е дjelотот на човекот уште од почетокот. Секое убиство бара освета. 1 Мојсејева книга, 4 глава, 10 стих. Бог му каже на Каин, или вака: Господ продолжи, што направи? Слушај, крвта на твојот брат вика кон мене од земјата. Во Библијата пишува кој ќе пролее човечка крв и неговата ќе ја пролее човек, бидејќи Бог по своето обличје го создал човекот. Да убиеш некој човек, така ти текнало од љубомора или од нешто друго, значи да се удри по Божјиот образ, бидејќи Бог го создаде човекот по своето обличје.
Оваа вистина важи за сите времења. Зборовите "не ќе убиваш" во нашиот библиски текст имаат корен како самоволно убивање без причина. Бидејќи Бог по своето обличје го створил човекот, јасно е зашто Библијата во 4 книга Мојсеева 35 глава 3 стих вели: "Не смеете да примате откупнина за животот на убиецот, кој заслужил смрт, тој треба да умре." Ниту еден свесен убиец не треба да биде помилуван. Кога законот не би ги казнувал убиците, кратците и прекршителите на законот, сосема е сигурно дека тој закон го заслужува Божиот суд. В посланието до Римјаните апостолот Павле, 1 глава 18 стих пишува: "Зашто Божиот гнев се открива од небото на секоја безбожност и неправда на луѓето, кои со неправда ја задржуваат вистината." Гревот мора да се казни овде, на земјата. Тоа на вистина не е се. Бог ќе го казни оној грев во вечноста. Јован во своето прво послание, 3 глава 15 стих вели: "Во ниеден човекоубиец не пребива вечен живот." Од досега кажаното, браќи и сестри, гледаме колку е света оваа заповед. Или "не ќе убиваш." Ако нема казна овде на земјата, светот сам себе би се истребил. Втората точка на која што сакам да ја разгледаме е што оваа заповед забранува. До сега прва точка беше што оваа заповед не забранува. Сега да видиме што оваа заповед забранува. На ова прашање ќе дадеме 3 одговори, а првиот е: забранува самоубиство. Секојдневно слушаме, читаме по телевизиите, по вестите, по социјалните мрежи што ги викаат, јас што не ги разбирам. Самоубиство, се убило младо дете, се убило возрастен човек. По моје мислење, секој што извршил самоубиство е ненормален, не е здрав. Бог ти го дал животот, и тебе, и мене, и на сите. И ти не смееш сам да си го земеш. Во Библијата не наоѓаме на ниеден случај некој богобојазлив човек да изврши самоубиство. Во оваа боговдахновена книга има запишано 5 такви случаи, но тие не биле добри луѓе. Првиот од тие луѓе за кој Библијата зборува дека извршиле самоубиство, бил првиот израелски цар Саул. Тој се самоубил од страв кога бил нападнат од непријателите да не го заробат. Вториот е Ахитофел, кој се самоубил од гордост, бидејќи неговиот план не бил прифатен. Третиот е тој што ги продава луѓето за 30 сребреници, Јуда Искариот. Се обесил поради грижа на совеста. Има уште многу причини поради кои луѓето извршуваат самоубиство. Треба да кажеме, браќи и сестри, дека одлука да се донесе да се изврши самоубиство не е моментална и сега. Сега сум решил и сега се самоубивам. Тоа е долготраен процес кој што трае во човекот. Човекот кој е роб на гревот, кој е роб на алкохолот, кој е роб на дрогата, кој е роб на проституцијата, кога ќе се огледа дека нема ќар, нема аир од алкохолот, нема аир од дрогирањето, нема аир од блудството, видиш дека ти го пропастен животот, не го познаваш Бога, ја одбираш највисоката зграда у Скопје, се качиш на кровот и од таму рипаш.
Кога човекот живее со страстите на своето тело, кога гледаш и го годиш на своето тело, ти се присака дрога, се дрогираш. Ти се присака алкохол, се опиваш. Ти се присака некоја туѓа жена или туѓи маж, го наоѓаш. Тогаш се уништуваш сами од себе си. В Библијата, книгата на животот, е полна со совети за умерено живење. Ако човекот неумерено јаде, пие или неумерено спие, тој сам себе си се убива. А ние за нашите животи сме му одговорни на Бога. Значи, човекот треба да внимава на храната, облекувањето, спиењето, шетањето, а највеќе од се треба да внимава на духовната страна на својот живот. Најлошото самоубиство според Светото писмо Библијата е тоа кога човекот свесно го отфрла Исуса Христа и не го прима за Спасител. Доаѓа некој ти благовестува, ти кажува неговото сведоштво, како бил човек пред да го запознае Христос, што правил пред тоа, каков е сега и каде му оди патот, и ти му велиш, јас во тоа не верувам. Не постои Бог, не постои Христос, тоа е хула против Светиот Дух. Непростивиот грев, сите гревови ќе ти се простат, но да го омаловажуваш Исус Христос како Спасител, како дел од Светото Тројство, како човек кој што ги земал твоите гревови врз Него и умрел на некој ваков крст, тој ти е непростив грев. Исус умре за цел свет. Значи, сите луѓе може да бидат среќни и да живеат во вечно блаженство, но луѓето свесно го отворуваат Христос, така свесно се определуваат за пеколот. Тоа е самоубиство. Заради кои причини луѓето го прават тоа? Одговор на тоа е луѓето им е жал да се откажат од краткотрајните сласти и од гревот. Кога ме канеа мене како светски човек да дојдем на богослужба да слушнам за Христос, брат Тале, јас му вика, поарно ми е кога ќе се напијам, заборавам на све, не ми треба Христос. Јас сум нововерци, викам, не се дружам. Меѓутоа, чудни се Божите патишта и Божите планови до секој еден од нас. Ме покани еднаш, бидејќи бев другар со сатаната, бев другар со ракијата и не ми требаше никој. Меѓутоа се случија неколку настани во мојот живот. Прво паднав од скеле од трети спрат, потоа ме удри кола. Народ вика, така требало да биде, така ти било пишано. Кога живеа несреќа жена ми, кога се изгоре од тоа што падна во дупката и 30 кила сок од кај си врз неа се полеа. 70% од телото изгорена. Тогаш застанав. Сите жолти картони се употребија против мене. Рекам да не дојде некој црвен картон, ајде да одам со Тале Нововерецот да видам, да слушнам што прават тие таму луѓето. Тоа беше пред 1999 година. Влегов во црквата, слушнав што слушнав од Божјото Слово и од тогаш, фала му на Господ, не излегов од црквата. Одам по патот Христов, не сум таков како што бев, не сум и таков како што треба да бидам, меѓутоа врвам по тој пат. Пророкот Еремија зборува Божјата порака. Исус вели, пророкот Еремија ја зборува Божјата порака. 27 глава 13 стих и прашува, зошто да загинете? А
Евангелие појаван, 3 глава, 16 стих, тоа е Евангелието во мало. Целото Евангелие е собрано во овој стих, каде што вели. Зашто Бог толку го возлюби светот, наместо светот ставите си го твоето име, што го даде својот един роден син, да секој кој верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Амин. Евангелие по Јован, 3 глава, 16 стих. Значи, Исус вели не да се умира, туку да се живее. Но заповедта не ќе убиваш не забранува само самоубиство, туку и забрането е убивање на луѓе. Како што човекот не смее сам да се убие, така не смее да убие ниту некој друг. Денес луѓето убиваат на многу начини. Во Библијата наоѓаме повеќе начини како се прекршува оваа Божја заповед. Неколку примери. Јован го уби Амос со меч. 2 Самуилова 20 глава 10 стих. Евреите со лажно обвинение го убија Исуса. Давид со писмо го уби Ури. Језавела преку заговор се согласи на Навутеевата смрт. Некои луѓе убиваат со Итрина како Ирод, кој сакаше да го убие Исуса додека беше мало дете. Да се согласиш некој да биде убиен без причина е убиство. Такво убиство направи апостолот Павле, кога се согласи да го убијат Стефана, а тој им ги чуваше алиштата на неговите убици. Да мразиш друг човек, тоа е убиство. Го убиваме другиот и тогаш кога му се заканува смрт, а ние не му помагаме. Луѓето се убиваат еден со друг, маж и жена, кога се во брак, но се неверни еден на друг. Луѓето ги убиваат своите родители, кога не им се послушни, кога не ги прашуваат како се, кога што им треба, туку гледаат да ги дадат во дом тамо некаде и друг да му бие регалите. Во духовен поглед, многу убиства прават свештениците, пасторите, проповедниците. Како? Како па тие убиваат? Нели треба да кажуваат вистината, да зборуваат од ова место? Апостол Павле им вели на свештениците. Петар. 1 Петрова 5 глава 2 стих. Пасете го Божјото стадо, кој е меѓу вас и надгледувајте го. Не со сила, туку драговолно, како што Бог сака. Не од желба за странна печелба, туку од добро срце. Колку цркви, колку верници, колку луѓе страдаат по светот, бидејќи проповедниците, пасторите, евангелизаторите не им го проповедаат Божјото слово правилно. На многу свештеници Божјиот збор им е оттуѓен, оддалечен. Тие на народот му ја проповедаат традицијата и обичаите, а не Светото писмо. Сум присуствувал на многу погреби каде што попот гледа на саат, он гледа на саат и ја гледам на саат. За 7 минути зема 1500 динара, не кажува за воскресението на мртвите. Дека тој покоен што е тука, тој умрениот, дека ќе стане на денот. Не ги известува луѓето што ги чека. И кој ќе му кажам тамо, луѓето, абе не се расправи со попот, абе не се расправи со попот, зашто не ја кажува вистината. Ќе читаме од Евангелието по Јован, како Исус го направил водата како ја направил вино, не отвора ни Евангелие, не отвора ништо. И кој ќе го праша тој тамо, што изгубил, тој што му чатал на татко му, на мајка му, колку треба да платиш, ако имаш 1500, ако не, биди жив и здрав. 7 минути. Па тоа ни Доналд Трамп нема таква саатнина. За 7 минути 1500.
За таквите свештеници Исус вели, Евангелие по Матеј 23 глава 13 стих. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, кои го затварате небесното царство пред луѓето, зашто самите не влегувате, нити ги пуштате внатре оние кои сакаат да влезат. Стојат на вратата, ни влегува внатре, ни пушта некој друг да влезе. Овие се свештеници кои бараат млеко и волна од овците, но не ги водат на пасење, на зелена ливада, и така дозволуваат многу да изгинат, заради нивното незнаење, традиција и интерес. Бог вели, не ќе убиваш. Но има уште едно опасно убиство, за кое, браќа и сестри, морам да ви признам, дека ми е страв да зборувам, а тоа е распнувањето на Христос. Тоа е најопасниот греф. Луѓето секојдневно го распнуваат Христос. Луѓето кои не веруваат во Христос секојдневно ја псујат неговата крв, но Христовата крв бара освета. Секој што не го примил Христос, припаѓа на онаа група која викаше распни го, распни го. Јас бев во војска, бившата Југославија, секој втор збор на старешините беше псуење на Бога. Не знам како е денеска во нашата армија, меѓутоа, дали има такви... Имаше еден, вози се со нас со вале со пола, кога идеме на работа, и цело време тоа, значи ми пара во уши, дори ме нервира и скоментира, мислим, ајде, некако псовки ги тргам, ама тоа страшно ме нервира. И му кажала колешката, вика, добро ме вика, стварно она, знаеш, на убав начин, вика и мене ми сметал. И сега па не се вози со нас, дали не гајме. Порно да не се вози. Ама тоа е страшно много. Да. Исус умре наместо тебе на некој ваков крст. На мене. И секој кој не го прима свесно тоа, свесно го распнуваш Христос. Да дојде денеска Христос, јас верувам, браќа и сестри, дека истите луѓе ќе викаат распни го, распни го. Но Христос не го распнува само тие што не го знаат. Христос го распнува и тие што го знаат. И верните го распнуваат Христос. Да прочитаме што пише во Светото Писмо, посланието, писателот на посланието до евреите, 6 глава, од 4 до 6 стих. Зашто е невозможно оние кои еднаш се просветени и кои го вкусиле небесниот дар, станувајќи учесници на Светиот Дух, и кои ги вкусиле доброто Божјо Слово и силите на идниот век, а сепак отпаднале, пак повторно да бидат обновени за покаяние, зашто тие повторно го распнуваат во себе си Божјиот Син и го страмат отворено. Кои се тие? За кој се однесува? За луѓето од улицата? За светските луѓе? Не. За верните луѓе. Кога свечно грешиш, ја познаваш Божјата волја. Ти повторно пак го распнуваш Божјиот Син. Постојат гревови во Светото Писмо за кои нема жртви. Наиме, ако ние, откако доживеаме спасение, свесно правиме смртен грев. Истиот писател во послание до евреите 10 глава 26 стих вели: зошто? Ако грешиме самоволно, откако го примивме полното познание на вистината, не останува веќе жртва за гревовите. Христос дојде за да умре. Се роди за да умре. И умре на некој крст, ваков дрвен позади мене. Се распна. Второто негово доаѓање нема да биде пак да се распне на крстот. Тоа еднаш се случи. И никогаш повеќе. Со секој наш свесен грев во кој уживаме е клин, кој што повторно го коваш,
Христос на крстот. За ваквите гревови Христос ги казнува верните со физичка смрт. Ако знаеш дека не живееш по Христова волја, без разлика дали си верен или не, ти повторно го распнуваш Божиот син и отворено го страмиш. Треба да го примиш Христос како спасител, но тоа не е доволно. Ние мораме да го примиме и како Господ. Ако тој не е Господ за нас, тогаш ние го распнуваме и го страмиме. И овде важи заповедта: не ќе убиваш. Затоа да се покаеме и да го примиме Христос како Господ и Спасител. Третата точка: мотиви за убивање. Сакам да погледнеме 4 мотиви, а првиот е: човекот можеме да го убиеме од завидливост. Зависта е еден од мотивите за убиство. Адам и Ева живееле блажен живот во Еденската градина. Сатаната им завидувал и немал мир, се додека не ги натерал во грев, а преку гревот во смрт. Каин го убил својот брат Авел од завидливост. Браќата на Јосиф сакале да го убијат и го продале на исмаилјаните од завист, затоа што татко им највеќе го сакал Јосифа. Тие му завидувале. Прва Мојсеева 37 глава 20 стих. За Христос читаме дека од завист го предадоа. Евангелие по Матеј 27 глава 18 стих. Апостолот Павле до писмото до христијаните во Галатија, 5 глава 21 стих, вели: за делата на телото, вели, дека се завидливи, дека сакаат да убиваат. Зависта е најблиску до убиството. Мудриот Соломон вели, Пословици 27 глава 4 стих: јароста е свирепа и гневот е жесток, но кој ќе ја одолее на љубомората? Завидливиот човек е среќен само тогаш кога тој на кого му завидува е несреќен. Тој се смее кога другиот плаче. Но зависта му е непријател на тој што ја има. Мудриот Соломон понатаму вели во Пословици 14 глава 30 стих: пивкото срце е живот на телото, а љубомората е гнилеж на коските. Завидливиот човек сака само тој да има и само тој да напредува. Таквиот човек си прави највеќе штета на самиот себе си и на другите. Завидливиот човек не трпи некој да е побожен од него. Завидливиот не трпи некој да има подобар материјален статус од него. Завидливиот човек прави убиство и самоубиство. Под Б, човек може да се убие и со мразење. Исус Христос рекол: сте чуле дека им било речено на старите: не убивај, а кој ќе убие ќе биде виновен пред судот. А јас ви велам дека секој кој се гневи на брата си без причина ќе биде виновен пред судот. Матеј 5 глава 21 и 22 стих. Божиот закон се крши на два начина: кршење на словото на законот и кршење на духот на законот. Словото на законот е не убивај, а духот на законот го кршиме кога мразиме. Јован тоа многу јасно го кажал во 1 Јованово 3 глава 15 стих: секој кој го мрази својот брат е човекоубиец. Овие зборови ни ги откриваат мотивот за убиство. Човекот кој нема завист и омраза во срцето, никогаш нема никого да убие. Исус гледа на срце и сака гревот да го откорне од корен.
Кога некој ќе убие некого, на суд секогаш се запрашува зошто го убил. И секој потенцијален убиец најпрво мрази. Фарисеите го мразеа Христос, бидејќи неговиот живот ги осудуваше. Ако на некој брат или сестра го навредиме во лутина со зборот будала, ние тогаш потполно ја понизивме таа личност. Кога потполно ќе понизиме некого, ние всушност веќе сме го убиле. Под В, интересно, човекот може да се убие со јазикот. Највеќе луѓе, жени, деца и проповедници се убиени со јазикот. Најотровно убиство е убиството извршено со јазикот. За Јаков, во неговото трето послание, 3 глава, 8 стих вели: но никој од луѓето не може да го скроти јазикот. Небирно зло, полно со смртоносен отров. Запамтете, драги браќи и сестри, вели полно со смртоносен отров. Значи јазикот убива. Секојдневно на пазар, на улица, на работа слушаме како луѓето се фалат дека се добри луѓе, дека никого немаат убиено, никого немаат навредено. А со јазикот го клеветат својот брат или својата сестра. Ги оговараат сите околу себе, со многумина не зборуваат. Забележите, не е потребно да земеме пушка или нож за да го убиеме некого. Ние го убиваме со јазикот. Колку проповедници се убиени со јазикот? Колку раздори и разделби се направени со јазикот во црквите? Колку луѓе јазикот раскарал, колку добри пријатели јазикот разделил? Колку семејства и колку честни домови јазикот испустил, запустил? Јаков вели уште за јазикот. Јаков 3 глава 6 стих. И јазикот е оган, свет на неправда. Јазикот се наоѓа меѓу нашите членови, го онечистува целото тело и потпален од пеколот го запалува текот на нашиот живот. Значи секој јазик кој прави зло на ближниот е потпален од пеколот и татко му е ѓаволот. Дали ти, брате или сестро, со својот јазик си осудил некого, или си убил, или си убила? Дали си христијанин или христијанка? Секогаш кога ќе отвориш Библијата, да ја читаш, да се молиш и имаш завист, омраза во срцето, или не зборуваш со својот брат или сестра, или некого си убил со јазикот, ти си лицемер. Исус во Евангелие по Матеј 5 глава 23 и 24 стих вели: и така, ако принесуваш свој дар на олтарот и си спомниш таму дека брат ти има нешто против тебе, остави го таму својот дар пред олтарот и оди првим помири се со брата си, па тогаш дојди и принеси го својот дар. Молитвите нема да ти бидат услишани, може да се молиш од сабаје до вечер. Ако во твоето срце има зло за твојот брат, твојата сестра, ако си оговарал пред тоа и си клекнал да се молиш, а не си побарал прошка од братот или од сестрата. Кога одиме на доктор, докторот што ти викаш? Докторе, ме боли грлото, добро, седни тука, отвори устата да го видиме јазикот. Да? Отвори устата да го видиме јазикот. И врз основа на тоа што ќе го види на јазикот, докторот знае што. Ако јазикот ти е здрав, нормален, тогаш и целото тело ти е здраво. Исто тоа го вели апостолот Јаков во 3 глава, 2 стих. Зашто сите ние грешиме многу. Ако некој не греши во зборувањето, тој е совршен човек, способен да го заузда и целото свое тело.
Но не убиваме само од завист, омраза, ниту само со јазикот. Можеме човекот да го убиеме на уште еден начин, а тоа е кога во срцето имаме желба за освета. Апостолот Павле не советува и советуваше римјаните тоа време, а тоа совет важи и за нас. Римјаните 12 глава 19 стих. Не одмаздувајте се за себе, возлюбени, туку дајте му место на Божиот гнев, зашто е напишано: одмаздата е моја, јас ќе ја отплатам, говори Господ. Ние, христијаните, не треба да војуваме со вистинско оружје. Апостолот Павле во посланието Ефесијаните 6 глава 12 стих пишува: зашто нашата борба не е против крвта и телото, туку против началствата, против властите, против светските владетели на темнината на овој век, против духовните сили на злото во небесните места. Денеска често слушаме од светските луѓе, па и од некои христијани, тој тоа што ми го направи, ќе види ја што ќе му направам. Тоа е, брате и сестро, убиство. Ти веќе си губил тој човек. Што ми имаш желба да се осветиш, ти убиваш. Тој човек на кој што сакаш ти да му се осветиш, тој е веќе мртв. Желбата за освета води кон убиство. Дали овде има некој кој во срцето има желба да му се освети некому? Ако има некој таков, тогаш знај дека ти си извршил убиство. Дозволи му на Бог да се осветува ако си неправедно осуден или обвинет. И за крај четвртата точка, како да го спречиме убиството. Моралната примена на оваа заповед не е убивај, туку прашањето како да спречиме убиства. Пчелата и змијата те касаат кога ги рчкаш, кога ги закачаш, така? А луѓето те касаат и кога не ги закачаш. Те јадат, те напаѓаат. Но како можеме да се одбраниме од тоа? Не со омраза, не со завист, не со јазикот, ниту со желбата за освета, туку со љубов. Агапе љубовта, Божјата љубов. Ова е тешко, но не е невозможно. Исус победи со љубов. Библијата за Исус Христос во 1 Петрово 2 глава 23 стих вели: тој кој беше навредуван, не враќаше со навреда. Кога страдаше, не се закануваше, туку се предаде себе си на оној кој суди праведно. Христос на нас христијаните ни остави трага да одиме по неговиот пат и да ги следиме неговите стапки. Апостолот Јован 1 Јованово 3 глава 11 стих вели: зашто ова е веста што ја чувте од почетокот, да се љубиме еден со друг. Во продолжение, Јован пишува, 1 Јованово 3:15, секој кој го мрази својот брат е човекоубиец, а знаете дека во ниеден човекоубиец не пребива вечен живот. Но, како можеме да љубиме? Можеме да љубиме единствено само ако Светиот Божји Дух не препороди. Мораме да се наново родиме. Кога човек се наново роди, во неговото срце преку Светиот Дух се излева Божјата љубов. Само препороден човек може да љуби. Затоа апостолот Павле им пишува на римјаните. Послание до римјаните, 13 глава, 9 и 10 стих. Зашто заповедите: не прави прелюба, не убивај, не кради, не посакувај, и ако има уште некоја друга заповед, содржани се во овие зборови: љуби го својот ближен како себе си. Љубовта не му прави зло на ближниот. И така, љубовта е исполнување на законот. Овој текст е тест за да се утврди дали е некој обратен или не.
Кога луѓето би ја почитувале оваа заповед, тогаш не би биле потребни војска, полиција, не би имало потреба од судови, од затвори, тогаш не би имало убиство. Човекот кој го нема Христос има нечисто срце. Исус вели во посланието, Евангелието до Матеј, 15 глава, 19 стих. Зашто од срцето произлегуваат зли мисли, убиства, прелюба, блудства, кражби, лажни сведоштва, хули и така натака и така натака. Само Христос може да го очисти срцето во кое има мотив за убиство. Дали го имаш Христоса во тебе? Јован во своето прво Јованово писмо вели, 5 глава 12 стих. Кој го има синот, има живот. Кој го нема Божиот син, нема живот. Дали ти сега можеш само во себе да си кажеш: јас сега не живеам повеќе, туку Христос живее во мене. Бидејќи, ако го имаш Христос во себе, ја имаш и Христовата љубов спрема ближниот. Љубовта е плод на Светиот Дух. Зошто завидливост, омраза, озборување, желба за освета? Зошто убиства? Одговор на овие прашање е едноставен и јасен, бидејќи немаме живот и љубов со Бога. Ако не сакаме живот и љубов од Бога, значи тогаш сакаме смрт. Не е важно какви извинувања даваат луѓето за овој грев. Бог има само еден одговор, а тој е Христос. На крајот, сакам да завршам со следната молитва за тебе. О Боже, ти ја гледаш зависта во моето срце. Ти ја гледаш омразата во моето срце. Ти ги гледаш моите озборувања. Ти гледаш дека немам живот вечен, дека го немам Христос, дека немам љубов. О Господе, голем и всемоќен, дај ми живот во Христос. Дај ми ја Христовата љубов и исполни ме со Светиот Божи Дух да го љубам својот живот, својот ближен. Молам и благодарам во прекрасното спасително име на Господа Исуса Христа. Амин.